сакам, бидејќи се работи за предлог на закон за измена и дополна на Законот за здравствена заштита, поднесен од група пратеници. По истиот предлог на закон од друга група на пратеници, и двете групи се од владеачко мнозинство. Во меѓувреме, односно согласно роковите според деловникот, е предложен и амандман за измена и дополна на овој предлог на закон, па би сакала да се повикам на членовите 120, 121 и 138 од деловникот за работа на собранието. Ќе ги прочитам. 120 членот, став 7 вели: председателот на работното тело за свиканата седница ја известува владата, тоа кажавте дека е известена, и представникот на предлагачот за прашањата и предлозите што работното тело ќе ги претресува. Членот 121 став од деловникот вели: на седница на работно тело може да присуствува и во работата да учествува представник, односно повереник на владата, представник на органот државната управа, кога на седница се разгледува прашање од нивниот делокруг, како и секој подносител чиј предлог се разгледува. И членот 138 став 1 и 2 од деловникот вели: предлогот на закон што не го поднела владата, председателот на собрание ќе го достави до владата заради давање на мислење. И ставот 2 вели: ако владата не достави мислење, собранието и работните тела предлогот на закон го разгледуваат без мислење. Процедуралната забелешка ми е дали имаме информација дека е побарано од страна на председателот на собрание мислење од страна на владата по однос на овој предлог на закон, бидејќи еве во пред да започне официјалниот дел на седницата, колегите, дел од предлагачите на ова изменување на законот, ни кажаа дека можеби во консултација со Министерство за здравство имаат поради тоа поднесено амандман друга група на пратеници. Значи дилемата ми е дали официјално имаме податок дека е поднесено официјално барање за мислење од владата, дали не е поднесено, дали имаме мислење од владата по однос на овој предлог на закон. И да, деловникот не вели дека мора денес тука да имаме присутен представник од страна на Министерство за здравство, иако ја сметам дека ќе беше добро да имавме представник од Министерството за здравство, бидејќи тоа е тоа министерство кое што утре, доколку се усвојат овие предлог измени, ќе треба да го спроведува овој закон. Ви благодарам.